Најпрво, околу случајот со пратеникот Павле Богоевски, ни интересира дали обвинителството може да покрене истрага, предистржна постапка по добрен глас, заради објавените снимки, но и заради признанието на социјалните мрежи на Павле Богоевски дека тој нарачувал забранети супстанции. Обвинителството секој дека може да постапува и има властоње да постапува и по допрен глас, меѓутоа особено би требало да постапи по навистина наивната грешка која што ја направи пратеникот Павле Богоевски, да се самиот инкриминира и да признае дека набавувал забранета супстанца за блиска личност. Јас прво не сметам дека никој не треба да одговара за доколку е неговата приказна вистинита, секако дека никој не треба да одговара за наречување на масло на канабис за лице на кое што му е тоа потребно, меѓутоа за жал факт е дека законските одредби се уште така идиотски срочени. Меѓутоа сметам дека направи многу наивна и глупава грешка пратеникот Павле Богоевски да сам се инкриминираше за причините, нормално ќе треба него да го прашате. Во однос на тоа само би посочил дека е исклучително тешко, дури да не беше Павле пратеник, да ги трнеме на страна субјективните околности, дека е пратеник од владачкото мнозинство, дури да е во наводници обичен граѓанин, многу тешко е да се очекува дека во оваа ситуација ќе дојде до покренување на обвинителен предлог, затоа што нема материјален доказ дека е тоа така. Неговото признание тој би требало да го повтори пред обвинителство, па потоа пред судот, што силно го советувам да не го стори, а воедно и нашиот кривичен законник инсистира да тоа секоја пресуда утврди време, место и начин на извршување на кривично дело, што без соработка на господинот Богоевски многу тешко дека ќе се случи. Ако хипотетички земеме дека Богоевски призна и пред обвинителството и пред судот и каже каде точно се случило, како што опише и на социјалните мрежи, исто како повтори и дури да даде поконцизни информации каде се случило и како се случило действието, што му се заканува, како кривично дело, по што може да се гони? Може да се гони по член 216 овозможување на кривично дело со распона санкција од една до 5 години затвор, меѓутоа повторно ќе ви повторам и на вас и ќе му сугерирам на господинот Богоевски да си најде подобра правна помош, затоа што оваа до сега не му донесе добро и сметам дека само повеќе се заглави со оваа приказна. Исто така би сакал да потенцирам, и тоа беше една од мотивите за мојата реакција. Сметам дека господинот Богоевски 2,5 години имаше повеќе од доволно време да реагира, како што сега тврди дека ќе се заложи за болните од канцер и за декриминализација на канабис. Вие сте свесни барем повеќе актуелни, и ние од Билка се обидуваме да направиме повеќе галама, дека состојбата во судовите е страшна, дека луѓе за 2 џоинта се гонат, не баре се криминалци, и од тие причини не можам да верувам дека е искрена неговата, сакам да верувам, но не можам да верувам во неговата заложба дека сега ќе се заложи за болните од канабис, бидејќи претходно 2,5 години сметам дека повеќе од доволно простор имаше да постапи во тој правец, бидејќи да не заборавиме необичен граѓанин, туку има реална моќ со поднесување на предлог измени да всушност смени нешто. Дали треба да понесе морална одговорност за набавката на забранетата супстанца, како што тој ја нарекува, или маслото од канабис, или треба да понесе морална одговорност затоа што се повикува на болни лица кои навистина тоа масло служи како лек? Не сметам дека никој треба да поднесе никаква морална одговорност. Прво и државата и во кривично-правниот аспект одамна тоа е остаток од комунизмот, меѓутоа со воведување на плурализмот полека се повлече од оние морални афинитети, меѓутоа и јас лично се залагам за легализација на канабис и за декриминализација на лична употреба на сите наркотици, и од тие причини би било лицемерно од мене да му замерам на Павле, едноставно е возрастен човек. Не сметам дека тоа што е пратеник е пречка, во светот има многу успешни луѓе кои рекреативно конзумираат или канабис или други наркотици, па не значи дека се неуспешни луѓе, меѓутоа она што мене лично ме погоди со оглед на тоа да и мојата мајка почина од канцер и беше канцер пациент, е фактот да на еден перфиден начин, морам тоа да го посочам, истиот сега кога му е на него лично мака, се повикува на болни за кои како што посочив и на уживатели кои како што посочив 2,5 години претходно не можеме да кажеме дека имаше некој особен допринос во насока на решавање на тоа прашање, а во смисла на тоа да е пратеник. Понудивте да му ги платите тестирањата, односно да платите наркотестови во Ману. Да. Зошто се одлучите на тоа?
чисто да му фрлам ракавица за тоа што сметам дека е непристојно од негова страна да се вади на болни и на уживатели на канабис, кога што е свесен дека каков прогон се врши за 2, 3, 6 грама канабис. Например, ако некој посетува 6 грама канабис, ќе се соочи со 3 до 10 годишна казна затвор. Павле е пратеник, тоа можел многу пати до сега да се обиде барем да го промени, па ако не успее, боже мој. И од тие причини воедно и неговото објаснување дека нарачувал тоа што го нарачувал по мене не држи и така да и во насока на тоа да му помогнеме, односно да му помогнам, му понудив дека ќе му ги покријам, тоа се јас за потреба на мојата работа си имам распрашано 61 динари на тие тестови во Ману. Меѓутоа повторно ќе му сугерирам да си најде подобар адвокат и подобро е да не говори отколку да се сам инкриминира.